Легендарните места рекорд, Кенан, Ванила Путник, каде што никогаш старите скопјани се чекале со своите пријатели, сега се заменети со нови урбани легенди. Па така најчесто ке слушнеме, за 5 минути се чекаме кај војнот на конј, или те чекам пред порта Македонија. Скопје е еден чуден феномен. Скопје има многу познати топоними. И тоа е една убавина, една урбана убавина на Скопје. Топонимите се сочувани со долги години, некои места исчезнуваат, но топонимот останува. Например, тоа е точно, и кога сме се чекале, например, со пријателите или некој љубовен состанок со некоја девојка и така натаму, сме се чекале на одредени места каде што во Скопје биле на некој начин култни. Своевремено, да речеме, такви култни места се беа пред офицерскиот дом, еве кој сега се гради, да се чекаш пред офицерскиот дом или да се чекаш пред Кенан. Пречисташ од Кенан беше легенда Кенан, значи тој се наоѓаше тука на плоштадот, под едни прекрасни постени беше неговиот дуќан, но да се чекаш кај Кенан беше интересно, затоа што тука беше Скопското корзо. Еден дел од Скопското корзо проаѓаше кај Кенан. Меѓутоа, од другава страна на плоштадот, кај што сме сега, например, една група се наоѓаа, например, се наоѓавме со пријатели, со девојки и така натаму, кај Метропол овде, кај кафејаната Метропол, а уште пред тоа кај популарна Нама. Анегдотава се однесува на еден голем скопски фраер и боем, во тие негови млади години, и тој ја чека девојката пред букет. Сега во што е штосот? Меѓутоа, тоа е некој есенско време, истура дожд, страшно. И додека истура дождот, овој фраерот ја чека девојката, носи чадор, ама не го отвара. Целиот е накиснат, не го отвара чадор. Го држи у рака. Во моментот кога доаѓа девојката, се поздравува со неа и тогаш тој го отвара чадорот. И нејзи се обраќа: мадам, вашата убавина и вашата личност ме восхитуваат и за вас вие заслужувате да накиснам до гола кожа. На рекорд го чекаме господинот Данило Косевски, па токму на ова култно место, каде што некогаш се собираа старите скопјани, ќе ни раскаже една приказна. Да ја продолжиме приказната за урбано Скопје, за топонимите во Скопје. Овдека се наоѓаме сега на еден од најфреквентните и најпопуларни места моментално, тоа е Рекорд. Меѓутоа, би сакал да раскажам една мала приказна околу Рекорд, бидејќи сосема малку се знае кога ова улица на Рекорд се отворена. Ова улица Димитрија Трифовски, која оди, значи, од парламентот, Димитрија Трифовски, кон Теодосије Гологанов. Многумина не знаат дека ова улица е една од помодерните и поновите улици во Скопје. Значи, таа, например, не датира од пред Втора светска војна или тоа. Туку ова е пресечена, овој излез е направен меѓу овие два дела 1954-55 година. Значи, во тој период е пробиена ова улица. Бидејќи тука се градат нови згради, нови објекти и така натаму. Значи, интересно е тоа што ова улица и затоа и малку е помодерна, со помодерни згради и така натаму. Поранешниот топоним Рекорд, например, значеше да се најдеме кај Багат. Не викавме секојаш кај Рекорд, него кај Багат. Багат еве го тука, точно на автобуската станица. Значи, второ, овде кај што се гради фасадава беше Кармин. Кармин беше култно место кај што се идиме. Тоа беше една златара, исто така, продавница, и да се идиме пред Кармин. Овдека на ова место кај Рекорд, Рекорд се наоѓаше многу погоре. Не на овој простор толку широк, туку многу погоре, малку погоре од овдека,
И фирмата на оригиналниот рекорд постоеше до скоро. И ми е многу жал што таа фирма ја извадија. Требаше да си постои, бидејќи тоа беше една фина, симпатична продавница за конфекција, за машка и за женска, тоа беше рекорд. И кога ние велевме рекорд, мислевме на тоа, не на ова целиот крај. Објектите веќе не постојат, но дел од нас се уште ги користат имињата, а спомените ги чуваат за секогаш. Топонимот значи емотивна категорија. Знаете што? Не е тоа обично вие се наоѓате пред рекорд и тоа сте го заборавиле. Ако вие сте имале некоја интересна, емотивна, романтична, љубовна средба, често пати на рекорд, или често пати пред коњот, или не каде, тоа останува во вашата психологија. Вие цел живот тие средби емотивно ги носите. И ние емотивно ги носиме тие средби. Или кога се наоѓавме пред Стоковна, или кога се наоѓавме, тука имаше фотоцентар продавница, беше исто еден многу важен топоним фотоцентар, и кога ќе поминете некогаш низ тие ваши драги места, ќе ви затрепели срцето. И топонимите се тоа: љубов, пријателство, средби, анегдоти, разговори, запознавања, пријателство. И кога ќе кажете рекорд, ќе ви заигра срцето и по 20 и по 30 години. Рекорд е речиси единственото популарно место кое останат од минатото, а како зборно место го користат и младите. Па така го прашавме господинот Куцевски, кој од новите урбани легенди ќе доживее популарноста на рекорд. Младите се гледаат кај коњот, или како што почесто велат кај Асе. Значи тоа веќе е популарен тој топоним тука. Веќе се гледаат многумина, закажуваат пред триумфалната порта. И веројатно некој од новите објекти што се, може утре да се каже, се уште е рано, да се видиме кај бродот. Да се видиме кај бродот на Кејот, например. Бродот да биде еден символ. Или да се видиме кај новиот театар. Приказната ја завршуваме од другата страна на реката Вардар, во старата чаршија која е неизоставен дел од Скопје. Во периодот на 80-тите и 90-тите години, тука буквално имаше врвулица од луѓе. Отворени беа безброј кафулиња и ресторани, а дружињата беа неповторливи, раскажува Куцевски. Доаѓавме една група генерација млади новинари и писатели. Тогаш имаше една група, 80 и некоја година, 84-та, и сите доаѓавме тука и навечер, верували или не, во овие некои од кафулињата или од овие малите кафеанчиња, со својот оркестар ни свиреше лично Тефо, најголемиот скопски боем, кој ги разнежуваше срцата, кој свиреше на Прим, а со него свиреа сериозни моричари. Во контекст на оваа тема е и новата книга која подготвува Куцевски. Таа ќе биде збир на негови текстови што ги подготвил за рубриката Скопски легенди.